Јас мислам дека странските политичари и меѓународниот фактор се заинтересирани за стабилноста на Македонија и на регионот. И затоа тие на рамковниот договор, Охридскиот, гледаат како на еден документ кој го реши спорот меѓу албанците и македонците. Знаеме, тој спор почна од 1991 година, кога албанските партии не гласа за првиот устав на Македонија, па после овој спор се одолговлекуваше околу 10 години, за да на крајот во 2001 се потпише рамковниот договор. И во 1991 албанските партии доставија до собранието една декларација за рамноправен статус. И ако го гледаме текстот на Охридскиот договор, 80% е ист со текстот од таа декларација од 1991 година. И затоа мислам дека меѓународниот фактор смета дека сите меѓуетнички прашања и меѓуетнички теми се решени со договорот, Охридскиот рамковен договор. И тие, ако после 24 години уште го спомнуваат Охридскиот договор, тоа значи дека тие сакаат да испраќаат пораки до домашните политичари, до македонците и до албанците, дека треба тие принципи доследно да се почитуваат, посебно од македонска страна, а кај албанските политичари тие праќаат порака дека сите права на албанците веќе се опфатени во Охридскиот рамковен договор и тие не треба да користат националистичка реторика, зашто имаме партија која кога е влада смета дека договорот е целосно имплементиран, а кога е во опозиција користи националистичка реторика. И меѓународниот фактор до нив праќа порака дека национализмот не треба да го употребуваат како предизборен инструмент. Ја мислам дека инсистирањето да се почитува рамковниот договор е нешто друго, а мешање во внатрешни работи би било нешто друго. Значи, ако тие праќаат повик да се почитува договорот, тоа не е мешање во внатрешни работи. Тие меѓународниот фактор не се меша во внатрешните работи, туку праќа пораки кои насоки треба да ги следиме. Ги знаете нивните повици за борба против корупцијата, за почитување на независноста на судството. Например, може во овој конкретен случај, ако може да го анализираме, тоа прогласувањето на персона нон грата или тоа црната листа на Соединетите Американски држави, значи тоа некој смета дека е мешање во внатрешни работи, но тоа не е така затоа што таа одлука, например, не е обврзувачка за правниот систем на Република Македонија, туку тие само даваат насоки како треба политичарите да работат. Например, последното беше Артан Груби, Американската амбасада кога доби информации дека тој врши притисок врз судството за да го ослободи Мијалков, тогаш тие го ставија во црната листа. Значи тие само праќаат насоки како треба да се движи партијата и дека треба да се реформира. Мислам дека двата договори, Охридскиот и Преспанскиот, беа договори со кои се решаваше еден спор. Во Охридскиот значи внатрешен меѓуетнички спор, додека со Преспанскиот еден надворешен, меѓудржавен. И во првиот случај се работеше нели за соживотот, а во другиот случај за добрососедството. И затоа мислам дека Македонија во двата случаеви покажа една голема политичка зрелост и го помина тестот на донесување на тешки одлуки, што некои други балкански земји и балкански народи уште не го имаат, уште не се подготвени за такви работи. И затоа Македонија докажа дека и во овој проблематичен Балкан можат да се решаваат проблематични проблеми преку диалог и преку компромис. Ако се сеќавате, например, за Преспанскиот договор, Ангела Меркел кажуваше дека тоа е историски договор, па Трамп дека е тоа инспиративен договор, или пак Макрон кој кажа дека тоа е еден добар пример за многу други држави во Европа па и во светот. Значи, Македонија докажа дека ако функционира со животот и добрососедството, тоа ќе биде една голема надеж и за многу други држави. И мислам дека меѓународниот фактор смета дека во истиот дух треба да се решава и да се имплементира договорот со Бугарија, односно да се
извршат промени во преамбулата на уставот. И ја мислам дека после локалните избори премиерот Мицковски ќе биде под еден голем притисок од страна на меѓународниот фактор за да го реши овој спор со Бугарија.